Почитувани мои сограѓани, пензионерки и пензионери, почитуване директорке на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Навистина ми представува посебна чест и задоволство да ја прогласам за отворена 11-тата републичка пензионерска ревија на песни, музика и игри 2021 година во организација на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Северна Македонија. Честа е голема и затоа еве неповторно заедно откако лани, кога од познати причини заради мерките за заштита од COVID-19 не можевме заеднички да ја поминеме 10-тата ревија. Ситуацијата со пандемијата оваа година дозволи во поопуштена атмосфера да ја организирате и одржите оваа ваша централна, традиционална манифестација и дружба, откако претходно беа реализирани 8-те регионални ревии. Знам дека оваа пензионерска ревија на песни, музика и игри во организација на вашиот Сојуз на Сдруженија на пензионери ви значи многу и токму затоа јас и оваа година прифатив да бидам подпокровител и во моje име и во име на вашата влада, владата на Република Северна Македонија, да ви ги честитам на успешните подготовки и да ви посакам успех во одржување на ревијата. Нека ви протече во ведра и весела атмосфера, затоа што вие најповеќе сите тоа го заслужувате. Да користам оваа прилика во име на целиот состав на владата да ве изразам длабоката почит за сето она што вие, како работни луѓе и граѓани, го направивте за време на вашата работна кариера и за сето она што го правите и за време на вашите пензионерски денови. Вие, пензионерите, се нашите граѓани кои активно учествувале во градење на нашето општество и држава. Придонесот на секој од вас е од огромна важност и значење. Од тие причини велам, сите ние, сегашните генерации, сме должни да ви изразиме неизмерна почит и огромна благодарност. И ова ваша манифестација на свој начин да го прави ова што вие го правевте, додека ги извршувавте вашите секојдневни работни обврски како дел од сложениот и комплексен механизам какво што е нашето општество. Републичката пензионерска ревија на песни, музика и игри во организација на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Северна Македонија продолжува да ги негува и афирмира најубавите вредности на нашето општество овие цели. Ни заедничко дружење и негување на разноличниот фолклор и традиции ги афирмирате заложбите дека ни заедничката дружба и соработка можеме да градиме едно солидарно општество во кое ќе се почитуваат вистинските вредности. Едно од тие вредности е концептот едно општество за сите, кој воедно е еден од главните стожери на владините политики. И во тој концепт има место и еднакви можности за сите. Во спектарот на еднакви можности за сите е и грижата за нашите највозрастни граѓани, пензионерите. Да им овозможиме најмалку што треба достоинствени услови за живот. Заедно со Министерството за труд и социјална политика ги исправивме неправдите и сега 2 пати годишно има согласување на пензиите со трошоците на живот. Оваа законско усогласување од една страна ги усогласува пензиите со трошоците на живот, а од друга страна го штити Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, за да можат и идните генерации и пензионери да очекуваат стабилни и навремени исплати на своите пензии. Со доследна примена на законските одредби и со начинот на дополнително усогласување на пензиите. Во 2020 година пензиите се зголемија за 722 денари, линеарно за сите корисници на пензија, дури и во услови на економска криза заради пандемијата. Убеден сум дека ова усогласување на пензиите ќе продолжи и оваа година. Токму на ваша препорака, поред одржаните состаноци со вашата претседателка и раководството, сакам да ве информирам дека ги правиме последните анализи кои што треба да донесат можност да излеземе во пресред на вашето барање. А тоа е
во иднина повторно през сметките на пензиите да ги правиме согласно покачувањето на цените на мало, но и согласно покачувањето на платите во државата. Тоа е возможно затоа што заедно сите го стабилизиравме вашиот и наш пензиски фонд. Денеска тоа е стабилен и раст. Растат и работните места, растат и придонесите од плати во фондот за пензиско, сето тоа го прави стабилен. Директорката заедно со стручни луѓе ги прават анализите за да можеме најбрзо можно да излеземе во пресред на она што е европско. Така кажа председателката, ако сме за Европа и ние сакаме како европските земји, затоа што сме заслужиле. И навистина можам да ви потврдам овде дека сте заслужиле да направиме се што можеме за вас, пензионерките и пензионерите. Затоа што навистина грижа за пензионерите и да работиме во насока на подобрување вашиот животен стандард е наша света обврска. Таа наша обврска е ваша заслуга, произлезена од вашиот труд и вашата посветеност за време на вашиот работен ангажман. А Бога ми и денеска, помагајќи ги младите, идните генерации и сите кои што сте неопходени насушен ден од нивниот живот. Да завршам со тоа што уште еднаш да ви посакам убава дружба на вашата 11-та републичка ревија на песна, музика и игри. Останете во добро здравје, негувајте го бодриот и весел дух и уште долги и долги години. Одржувајте оваа манифестација како убав повод и причина заедно да се среќаваме, радуваме и дружиме. Ви благодарам.